Добре дојдовте. 360 степени денеска е нагости во Министерството за финансии, а нагости во 360 степени е Министерката за финансии и подпредседателка на ВМРО ДПМН е Гордана Димитриевска-Кочовска. Соодговорниот за државната каса секогаш има мноштво теми што може да се разговараат, а ние во интервјуто што следува ќе се фокусираме на неколку од нив. Останете на МРТ1 во следните 50 минути да го одгледате разговорот. Госпоѓо Димитриевска-Кочовска, благодарам што прифативте поканата. Благодарам уште еднаш на поканата и добре дојдовте во Министерството за финансии. Да, ова е една од формите ем за информирање на јавноста, ем за отчетност на институциите како дел од, да речеме, демократските механизми. Актуелни се протестите и барањата на Сојузот на синдикати на Македонија за зголемување на минималната плата над законски предвиденото согласување во март секоја година. Оваа тема се разбира дека е примерно во доменот на Министерството за економија и труд, но и вие имате некои аспекти, да речеме, за кои што веројатно можете да кажете свој став и свое мислење. Првото моје прашање би било зошто владата одбива да се вклучи активно во диалогот меѓу работодавачите и работниците и некако се однесува како наблюдувач во тој процес? Па сметам дека логично е владата да биде како наблюдувач во тој процес од една единствена причина. Платите ги обезбедува приватниот сектор за работниците во приватниот сектор. Владата е задолжена да ги обезбеди платите на администрација и мислам дека во изминатава повеќе од година и половина тоа успешно владата го прави. Во однос на тоа нели што треба да договорат двете страни, работодавачите и работниците, сметам дека исто нели како и владата треба диалогот да го водат меѓу себе и да постигнат договор меѓу себе. Како што кажавте, Министерството за финансии е член во Социјално-економскиот совет. Со советот председава министерот за економија. Ние тука едноставно, значи, ја следиме целата состојба и министерке, тоа што вашиот колега за економија и труд е председател на економско-социјалниот совет, тоа што вие уште двајца други министри се членови на тој совет, нели е доказ дека сепак тоа тело е смислено како трипартитно тело, не како бипартитно меѓу работодавачите и работниците. Таму седи и владата. Да речеме, кај надлежностите кога ќе ги прочитате на економско-социјалниот совет, меѓу другото пишува, ја промовира и поттикнува идејата за тространа соработка, трипартитен социјален диалог помеѓу социјалните партнери за решавање на економските и социјалните прашања и проблеми. Владата нели треба активно да учествува таму? Активно учествува. Законот е на владата. Законот за минимална плата го утврдува, нели, предлага до собранието владата. Тука е предлогот на владата. Но доколку двете страни се договорат поразлично од тоа што е предлогот на владата, и самиот премиер кажа, ние ќе го прифатиме. Значи не е тоа дека ние само нема наблюдуваме, имаме закон. Зошто истата логика не ве водеше, да речеме, кај делот на зголемувањето на пензиите? Сега инсистирате на тоа дека треба да се почитува законската формула и методологија, а кај пензиите отидовте на политичка одлука на линеарно зголемување на пензиите. Апсолутно не можам да се согласам со ова од една единствена причина. Тоа беше предизборно ветување на ВМРО ДПМН, што е комплетно поразлично од ова што сега го зборувавме. Ама тоа не е закон, предизборното ветување. Како и да е било програма која што ја гласала мнозинството на граѓани кои што излегле да гласаат на изборите во 2024. Што значи дека граѓаните поддржале таков предлог. Дозволете, еве, бидејќи ја спомнувате програмата, да го прочитам објаснувањето за линеарното зголемување на пензиите во вашата програма од 2024 година. Начинот на пресметка на зголемувањето на пензиите во последните години доведе до зголемување на финансискиот јаз помеѓу пензионерите, со што драстично се зголеми бројот на пензионери чии примања не ги задоволуваат основните животни потреби. И сега, ако замениме пензионери со работници, пензии со минимална плата, што е неточно, да речеме, за висината на минималната плата во однос на задоволувањето на основните животни потреби? Сега повторно се враќаме на она што значи предизборна програма, каде што сме дале ветување, така? Во однос на ова има закон. И јас сега немаме тоа е ставот на владата. Владата во моментот вели дека законот за минимална плата е тој кој што е на сила. Кај пензионерите ние не го зголемуваме купот. Сега ние го зголемивме во
програмата, нели советувањето од 5000 денари за секој пензионер, потоа се вративме на постоечкиот закон. Меѓутоа и таму кажавме линеарно. Вкупниот износ на пензии кои што ги даваме не ги променивме. Во конкретно, значи остануваме на постоечкото законско решение. Начинот како ги префрламе средствата. Ама и овде видете, синдикатите велат еднаш сменете го законот, сега што да смениме овде со политичка одлука да ги зголемиме минималните плати повеќе. Не зборуваме за повеќе. исти работи, апсолутно. Зборуваме тука за пензии кои што се комплетно дел од буџетот и буџетот ги финансира, така? Односно ги исплаќа. И од друга страна зборуваме за нешто што делумно исплаќа буџетот, тоа е минималната плата, односно платите во администрацијата, кои што впрочем во изминатата година беа зголемени речиси во сите институции, со исклучок на оној дел кој што, нели како кратенка го користиме УПОС, тоа е еден дел од администрацијата, каде што влегуваат повеќе институции, претежно се министерствата. Да. Еве каде вие би можеле да имате улога, и тоа голема улога. Тоа за што зборуваат работодавачите дека се подготвени е да се согласат за зголемување на минималната плата над законски предвиденото усогласување, ако владата се согласи во одреден временски период да ги покрива придонесите за разликата меѓу актуелното ниво на минималната плата и евентуално новото ниво на минималната плата. Дали таков пристап е прифатлив за владата? Владата може да ги покрива платите на администрација. Ние тука зборуваме за приватен сектор. Приватен сектор кој што апсолутно не е дел од покривањето на платите од буџетот. Зборуваме приватен сектор. И затоа велам, не можеме да ги мешаме сега работите. Пак повторувам, пензионерите се дел од буџетот. Платите на администрација се дел од буџетот. Треба ли да повториме за колку луѓе вработени во администрација, ајде така да ги кажам, независно дали станува за збор за административни или јавни службеници, небитно, ние ги зголемивме платите, зголемивме во здравство, зголемивме во образование, зголемивме во поголем дел од институциите, во МВР, каде што се повеќе од 13.000 вработени. Ние речиси остана она што го кажав. Ние сме се погрижиле за нашите вработени. Да. Ова е комуникација, да кажам, или диалог кој што треба да го водат работодавачите и работниците. Колку работодавачите се спремни, меѓутоа тоа не зборуваме да се спремни само на желба, туку и од аспект или на економски параметри, од аспект на продуктивност и така натаму. Затоа владата вели, ние го поставивме законот, доколку сметате дека треба да одиме надвор од законот, договорете се меѓу себе. Во февруари 2022 година Сојузот на синдикати протестираше и тогаш барајки поголемо позначено зголемување на минималната плата. Пратеници од ВМРО ДПМН беа рамос до рамо со синдикалните членови на тие протести. Мало пребарување во архивата ќе покаже дека пратеници од ВМРО ДПМН во тој период предлагаа амандмани кои што одеа дури многу над законското решение кое што беше донесено во тој период, а минималната плата се зголеми од 15.200 на 18.000 денари. Пратениците на ВМРО ДПМН го поддржаа тоа. Зошто тогаш беше прифатлива таа логика за вас, а сега не е прифатлива? За мене не знам дали било ни тогаш ни сега. Ако вие бевте подпредседателка на ВМРО ДПМН во тој период. Членот на извршниот комитет во тој период, сегашен гувернер Трајко Славевски, зборуваше спротивно. Така? Се согласувате, излегуваше и кажуваше дека ваквото вештачко зголемување на минималната плата ќе создаде инфлација, што впрочем и го видовме. Така што не можам сега едни зборувале едно, други зборувале друго, што значи дека како став партијата во тој момент не излегла да каже треба да биде вака или онака. Видете, ние треба да бидеме согласни околу една работа, ве молам. Околу една работа мора да бидеме согласни. Платата на ниеден работник никогаш не е доволна и секогаш треба повеќе. И тука сум согласна јас. Нема ништо спорно во тоа. Секој работник треба да добие повисока плата. Меѓутоа, има нешто што се нарекува економски правила. Тие економски правила дали ќе не доведат во ситуација да ги стабилизираме работите или не. Сега вака. Вие велите зголемија платата, минималната, колку порасна инфлацијата?
Колку порасна храната во тој период? Дали мислите дека подобро живееја? Па коефициентот за стапката на сиромаштие е влошен во тој период. Тоа значи дека поголема сиромаштија се појава како резултат точно на таа повисока инфлација. Животниот стандард во еден период на луѓето токму заради високата инфлација беше нарушен. Ама и сега аргументите на синдикатот се тоа дека кога одат 14% инфлација и 4% инфлација, сега зборуваме дека е исто. Да ве прашам само, што ќе го изгуби владата ако го прифатите овој пристап? Работодавачите велат дека се согласни на следново: да го исплатат нетото од зголемувањето, плюс персонален данок, а владата да се согласи на одреден временски период, еве, минатиот пат беше тоа, мислам дека од март до крајот на годината. Предпоставам и сега би биле согласни на истото, да ги покрие придонесите на разликата од зголемувањето меѓу актуелната и новата минимална. Што ќе изгубите вие како влада? Јас како министер за финансии ништо, напротив, Па ќе се нема да наполни изгубите. буџетот. Па не знам зошто ова прашање не го поставите на министерот за економија и во владата. Јас не можам да одлучам самата. Ама премиерот зборува Многу убаво против. зборува. Вели вака, не можам да се согласам дека зборува против. Се враќаме на истото. Нека седнат да се договорат меѓу себе колку можат да носат товар работодавачите, бидејќи тие треба да исплатат платата. И кажете ми некаде во светот каде има државата да ги покрива платите на приватниот сектор. Кажете ми една држава каде што тоа се случува. Државата да ги покрива. Пак се враќаме на истото. Државата својата обврска кон вработените, каде што владата и државата е работодавач, ги завршила со исклучок на... Да, по 9 месеци вие би имале поголеми приходи и за здравствениот и за пензискиот фонд, со ваков пристап. Да речеме. Да. Вие би имале. Тогаш пак велам. Најверојатно некои други параметри би се нарушиле, но јас повторно ќе речам. Па ќе ги прашате во Министерството за економија, тие најдобро ќе ви одговорат што значи било кое поместување. Јас можам да зборувам тука за Министерството за финансии. Инфлацијата не е тема на Министерство за финансии, тоа е тема за Народната банка и мислам дека таму треба да го патиме. Јас се враќам повторно на она што значи Министерство за финансии. Од гледна точка на Министерство за финансии, да ќе биде зголемен буџетот. И сега не сакам да се враќаме нели на оние дискусии, бидејќи во изминатиот период слушавме и многу коментари па и по социјалните мрежи дека инфлацијата многу одговара нели на владата затоа што се полни буџетот, така е. Но дали одговара на владата? Не е одговара на ниедна влада инфлација. И затоа прашањата околу минималната плата во детали, мислам дека треба да ги упатите до владата и до Министерството за економија. Јас се обидов да одговорам. Она што сметам дека е логично и разумно во овој момент од гледна точка на министерот за финансии. Но да заклучиме уште еднаш. Не постои работник кој што не заслужува повисока плата. И тука сме согласни сите. Ако нема поместувања во следните недели, со мартовската плата, односно во март треба да има нивелирање нели, на минималната плата, кој што според пресметките ќе биде некаде околу 25-26 евра нето износ. Сега, за платите на избраните именуваните функционери, веќе со февруарската плата, месец февруари почна, треба да дојде зголемување од велат меѓу 200 и 300 евра, зависно од тоа кој каков коефициент нели на плата има, а се множи со просечната плата од претходната година. Ќе се случи ли покачувањето за функционерите? Јас немам таква информација, дали ќе се случи или не. На влада не е ништо дискутирано, не сум ресорен министер одговорен за платите на функционерите и ќе ве замолам ова прашање исто така да го патите до ресорното министерство. Имате личен став? По однос на ова? Да. Не би одговарала сега за лични ставови, бидејќи многу пати во минатото коментарите околу моите лични ставови биле злоупотребувани и сега не би сакала да одговарам. Затоа што и да кажам, секако ќе се злоупотреби. Во буџетот за 2026 година се предвидени за 7% повеќе пари за плати во јавниот сектор, вака грубо кажано, споредено со 2025 година. За што се тие пари? Покачувањата, нели, здравство, образование, тоа се институции или цели ресори, да кажам, кои што постигнаа договор за покачување, нели, синдикатите со
ресорните, да кажеме, Министерството за здравство и Министерството за образование, каде што покачување на платите има во следни 4 години. Впрочем, истото тоа му беше понудено и на УПОС, кое што не беше прифатено. Секако, кога беше понудено, беше кажано дека треба да се направи одредена промена во делот на општиот колективен договор. Од ваша страна беше кажано. Да, ние побаравме да се смени. И сметам дека беше најисправно, еве сега за граѓаните да слушнат, зашто иако сме го зборували, премиерот го зборувал и во минатото. Општиот колективен договор предвидува покачување на плати доколку се применат ајде математиките, јас би ги рекла, или методологијата која што ја имаат предложено, покачувањето требаше да оди така што оние со највисоки плати најголемо зголемување ќе добиваат. А оние со најниски плати не само што немаше да добијат зголемување, дел од нив има и намалување. Како проценти ни се појавуваа ситуации каде што требаше за 1% да им се намали платата, односно да скратиме делот платата. И мислам дека исправна беше одлуката на владата во тој момент дека општиот колективен договор треба да претрпи одредени измени. И тоа не е нешто што само владата го чита, можете да го прочитате и ви и секој еден. Прочитате го, видете како е напишано во однос на платите и општиот колективен договор, ќе видите дека она што го зборуваме вистина. Да, последната информација е дека во четврток, мислам дека е закажан состанок во владата, помеѓу, претпоставам, премиерот ќе биде присутен, не знам и вие дали сте поканети, и представниците на синдикатот на УПОС, на кој што ќе видиме дали, бидејќи имаше сигнали од двете страни дека има спремност овој пат да се договорат за зголемување на платите, премиерот вели 40 на 100 за период од околу 26-7 месеци. Истото им беше понудено пред повеќе од една година кога разговаравме и со здравство и со образование. Верувајте, Министерка, истото зошто ништо тие велат дека поразлично. тоа било нивна понуда, дека вие не се прифатили? Не е точно. Не е точно. Целата работа се врти околу општиот колективен договор. И ние, како влада, треба да бидеме одговорни кон сите граѓани, односно, ајде, ова се однесува најмногу за овие што работат во администрација, ние не можеме да дозволиме на никој, поготово ние со најниски примања, платата да им се намали. Тоа беше единственото нешто за кое разговаравме. Во ред, ќе прифатиме, но вие прифатете го ова. Тие сакаат зголемување на платите, но во исто време да остане на сила овој член од општиот колективен договор, кој што понатаму ќе создава проблеми. Зошто упорно, некако како дволична игра да играме? Од една страна сакаме да им помогнеме на работниците, но од друга страна баш и не интересираат овие со најниски плати. Тоа е ставот на синдикатот. Барем таков впечаток добив јас од изминатите периоди. Сега дали го промениле ставот или не можам да кажам. Повторно, Министерството за финансии не е тоа кое што преговара и разговара со синдикатите. И врз основа на тоа не можам да зборувам за... Пред да одиме на друга тема, само уште еднаш. Според вас, има простор во буџетот за евентуален договор меѓу работодавачите и работниците во кој што владата би се согласила на решение да ги покрие придонесите? Не може, јас не сум сама влада. Добре. Владата има еден куп министри, дали сте разговарале евентуално бидејќи актуелна темата? Не сме разговарале. Не сте разговарале. Добре. Видете, разговорот помеѓу еден или двајца, дали се министри или било кој во владата, не е разговор, тоа треба да се разговара на влада. Еден од најкоментираните елементи од буџетот за 2026 година е ставката за капитални инвестиции, проектирана е на 40 милиарди денари или околу 650 милиони евра, што е помалку од тоа што беше проектирано или предвидено во буџетот за 2025 година, беа предвидени 47 милиарди, се разбира дека реализацијата не е толку. Мислам дека според последните бројки е нешто помалку од 66% во тој дел. Сега, вие повеќе пати повторувате дека бројката треба да се гледа низ призмата на новата формула, на прикажување и пресметување на капиталните расходи, а тоа е дека ги земате предвид само, да кажам, вистинските, реалните капитални расходи и дополнително во однос на реализираното за претходната година. Моето прашање би било дали сепак не е прескромно поставена ова проекција? Не е прескромно поставена, имајќи предвид состојбата со пазарот на труд
работниците, капацитетот на реализацијата од страна на институциите. И ова сега го кажувам како министер за финансии, кој што во 2 наврати или во 2 буџети наназад даде простор на секоја од институциите да може да направи поголема реализација. Се сеќавате и со ребалансот во 2024 кога ресорните министри убедуваа дека ќе можат да реализираат и повеќе. Истото се случи во 2025 година, меѓутоа праксата покажува дека некако се движиме од прилика во една иста линија, што најверојатно е поврзана со капацитетот. Тоа сакав да ве прашам, што е вашата анализа, зошто само 2/3 од проектираното е реализирано? Исклучиво сметам дека е проблемот нели од една страна со работната сила и она што приватниот сектор не може да го дообезбеди за да има поголема реализација и капацитетот нели на секоја од институциите, сега некаде повеќе, некаде помалку, не е во сите институции исто, но не се на исто ниво во делот на реализација на капиталните расходи и тоа е дефинитивно нешто што праксава го покажува години наназад. Еве вие велите методологијата, па таа методологија точно тоа го покажа. Ако погледнете вие во 2023 ќе речете 43 милиарди правос. Каква реализација? Ама што се случи тогаш? Огромно плаќање како авансно плаќање кон Бехтел и ЕНК, имавме некаква реализација на терен? Не. Тоа не го подобри ниту бруто домашниот производ, ниту индикаторот за градежништво, ништо не подобри. Имаше едно авансно плаќање. Добро, сега тоа сега вас ви го расте БДП-то. Не, тоа апсолутно е некој авансно плаќање кое што ќе остане за крајот. Ние сега за се што се реализира плаќаме. Значи не се случува сега ние да користиме делови од тој аванс. Ние се што е сработено на терен се плаќа. Тој аванс најверојатно ќе се расчистува некаде на крајот. Независно, суштината е дека мора да ги гледаме реализациите. И тоа методологијата тоа покажа. Дека во претходните години кога се евидентирале по 28 милиарди денари, не знам, реализација или 43, како сакате гледајте, во 2023, тоа е само вештачка една слика, нереална слика за тоа каква е реализацијата на капиталните расходи. За Бехтел и ЕНК го спомнавме. Во буџетот за оваа година мислам дека имате околу 105 милиони евра предвидени. Имате ли податок до сега колку вкупно им се исплатени на Бехтел и ЕНК, министерке? Да, заклучно со минатата година со 31.12 28 милиарди и 400 милиони денари. Тоа се некаде не цели 500 милиони евра. Да, 400 и 80 некаде. Така. Отприлика. Аха. Добро. Во ваше време имате таква пресметка? Колку се во времето на претходната влада, колку во ваше време? Па не, ако земеме предвид дека од овие повеќе од 12 милиарди беа за авансот, кој што не беше сработен, речи си се за сработеното е платено сега. А вие велите дека сега плаќате по сработено? Реализација на терен, да. Имаше големи критики од ваша страна за тој договор кога се потпишуваше, ако се сеќавате, меѓу другото дека државата се обврзала да плаќа пенали ако доцнат одредени работи сега. Немавме можност ние како јавност нели да го видиме, ни вашата влада не успеа да го направи. И јас не сум го видела договорот, министер за финансии сум, тој е доверлив и во Министерството за финансии тој договор Имате сознание дали до сега сме платиле пенали на Бехтел и ЕНК? Не. Нема. Немате сознание? Меѓутоа, доколку бидејќи не сме виделе некои фактури поразлични од она што значи реализација, значи до сега немало некоја исплата, барем во периодот на оваа влада. Во владата имате задоволни сте од темпото, од динамиката со која што се одвива тој проект? Да. За сега да. Предпоставувам сега, јас можам да кажам од гледна точка на министер за финансии кој што гледа дека еве за минатата година се правеше уште една пренамена, се дополнуваа средства затоа што не беа доволни, реализацијата одеше со побрзо темпо тоа што беше очекувано. Што го очекувавме ние. Сега ова прашање што треба да се упати можеби до министерот за транспорт затоа што тој има најмногу детали околу овој проект и може најмногу да каже дали е или не е задоволен. А и кај транспорт зошто речиси третина, мислам можеби повеќе од третина од предвиденото за капитални расходи останале нереализирани. Знаете зошто? А таму бидејќи се милионите многу, станува збор за неколку десетици милиони евра што останале нереализирани, зошто се случи тоа?
Ќе мора да ги прашате нив. Колку пари до сега се реализирани за проектите за општините, кои што ги поддржува владата, нели делумно и со парите од унгарскиот кредит? 2 милиарди, еве најточно во 2025 година се потрошени 2 милиарди 624 милиони денари, 21 милион предходната 2024, значи некаде околу 2 милиарди 646 милиони денари. Тоа се некаде околу 40 милиони евра. Да. Нешто над. И уште 40 видов дека имате проектирани за оваа година. До крајот на годината би биле вкупно 80. Велевте по 250 милиони евра годишно. И сега дури има прилично експлицитни, да кажем, тврди ветувања, наводи, не само во изборната програма на ВМРО-ДПМН, туку и во програмата за работа на владата, дека 1 милиарда евра од централниот буџет ќе се наменат за проекти за општините. Вие практично ќе бидете 2,5 години на власт до крајот на оваа година, а можеме да сметаме на реализирани едва 80 милиони евра, ако сите овие 40 за оваа година ги потрошите. Ова не е мало потфрлање. Зошто ваква проценка дека може 250 годишно, а не може еве ни 40 милиони? Па јас мислам дека моето размислување го кажав претходно, кога зборував за капиталните расходи на буџетот, исто и тие се дел од буџетот, тоа е капацитетот нели на и јавниот и приватниот сектор кога станува збор за реализација на капитални расходи, односно кога зборуваме за приватниот сектор, мислам нели она што може да го сработи за државата, не зборам приватен меѓу себе, туку за државата. А во однос на тоа зошто така слабо или какви биле очекувањата, тоа треба да се постави нели прашање можеби кај градоначалниците, кај ресорните министри, таму каде што имало поголеми очекувања. Верувајте дека и моето мислење беше дека ќе можат да реализираат малку повеќе од ова, но за жал се потврдува пак она што го кажавме, дека недостигот на работна сила во градежништвото, пред се во градежништвото, сметам дека е проблем, ги дава овие резултати. Со тоа што мора да се согласиме за една работа. Ние сега бележиме историски резултати кога станува збор и за градежништво, и за реализација на капитални расходи од она што се случува на терен. Не треба да ги убедуваме граѓаните, самите гледаат. Самите гледате што се случува со и како е раздвижено во делот на изградбата на автопатот од Кичево до Охрид. Мислам, колку работници се домашни, колку странски? Немам сега податок. знам дека немате податок, сакам да кажам колку од тоа го прават работници од надвор, колку наши. Немам податоци, но да, најверојатно и последните нели одлуки кои што беа на владата за увоз на работна сила, да кажеме, покажуваат дека имаме недостиг на работна сила. Сакам да кажам дека ако споредиме со некој изминат период и сега, имаме многу поголем напредок. Сега не сакам ова да звучи како еве се оваа министерка од оваа влада, па сега ја фали владата во однос на претходно, меѓутоа фактите тоа го говорат. Растот на бруто домашниот производ не може да се случи преку ноќ. Тој не е некоја вештачка бројка. Не заборавајте дека тоа се бројки кои што ги проверуваат и Меѓународниот монетарен фонд, Светска банка ги гледа. Така што не зборуваме за нешто нереално. Тоа е реално. И сега се поставя прашањето зошто претходната влада не можеше тоа да го направи? Очигледно затоа што помалку работеше и од нас. Добро, бехте ленка, од нив го наследивте сега, реални да видам. Па што не го сработија? Зошто не постигна они резултати како што постигнуваме ние денес? Да, во последната година од нивниот мандат беше склучен договор. Сакам тоа да го кажам. Да. Сакам тоа да го кажам. Во однос и предпоставувам дека послабата реализација на овој проект за општините во однос на очекувањата направи да премиерот каже дека еве на пример оваа година нема да има повторно повик нели за нови проекти, дека тоа е капацитетот. Видете, ако тргнете да разговарате за секој проект поединечно, сега ние зборуваме од гледна точка на министерот за финансии вака како граѓани. Но ако тргнете да влезете подетално да ги разгледувате проектите, ќе слушнете еден куп работи и некаде и навистина проблеми и пречки во делот на реализацијата на овие. Но кога проектирате, би требало нели тоа да го земате предвид, сакам да кажам, и така пореалистично да се прави тоа.
очекувањата и затоа беа, ако се сеќавате, повикот беше таков. Оние зрели, готови проекти кои што ќе можат да се имплементираат, но праксата еве сега покажува дека не е секогаш баш така како што очекуваме. Да речеме, меѓу другото, и централната и грото од локалните власти се од иста политичка провиненција. Ете, не би требало да има пречки дури и на таа линија, за какви што може да претпоставуваме дека би постоеле ако се од различна политичка провиненција. Да, меѓутоа ако имате да речеме одредени законски пречки или треба одредени работи да се средат по институциите, тоа не е поврзано со од која партија сте. Закони мора да се почитува. Од 1 милиарда од Унгарија, 500 вративте долг кон странство, 250 огромен дел од нив се пласирани преку кредити во приватниот сектор, 250 рековте ќе бидат за проекти за општините. Ако се реализирани само 40, другите пари каде се? Тие беа секако за буџетска поддршка. Парите за овие проекти си се обезбедени и тие се во рамки на буџетот и тоа не е апсолутно спорно. Добро. Зборуваме за тоа дека веројатно слабата реализација на капиталните инвестиции или недоволната реализација, така да кажеме, меѓу другото затоа што има проблеми и на планот на работната сила, на капацитетот на градежната механизација, веројатно и делумно институционален, административен капацитет и така натаму, но вие како влада сте прилично амбициозни, најавувате нови проекти. Да речеме, еден од нив е брзата пруга. Сега, едното прашање е, ќе има ли капацитет за тоа? Бидејќи има проблем со реализација на ова што тековно се случува на терен. Се гради Кичево, Охрид, се градат автопатите од Бехтел и Енка, се градат овие помали проекти низ општините, тоа е едното прашање. А другото е како и зошто така некако брзоплето владата влета во проектот, најавуваше почеток на градба уште кон крајот на минатата година, еве сега ни кредитор се уште не е избран. Ова се прашање за Министерството за транспорт, не се прашање за Министерството за финансии. Сега ќе ви кажам зошто. Ние кога спремаме, независно дали е проектот брза пруга, дали не знам ќе зборуваме можеби подоцна за болниците, дали зборуваме за некој игралиште или некој училиште, независно. Ние добиваме податоци од ресорните министерства. Што тие ќе напишат внатре, ние го прифаќаме како такво. Така, ние тука не сме ревизија, не сме контрола. Ако некој доставил до владата барање со образложение дека да, ќе има капацитет и така натаму, ние како ресорно министерство што можеме да направиме? Да кажеме не, нема, ние сме Министерството за финансии е еден глас во владата. Така? Дали ќе е за или против, ќе го надгласаат. Независно, затоа што колективно владата одлучува. Сакам пред тоа да го расчистиме и да разбереме дека Министерството за финансии, затоа што некако се создава чувство како министеркава за финансии, кој каже не, готово не е така. Колективен орган е владата каде што одлучува со гласање. Сега, се што сме добиле како материјал од Министерството за транспорт е материјал кој што укажува дека тоа ќе може да се реализира. И затоа велам дека најубаво е можеби да го поставите прашањето до Министерството за транспорт, не случајно го велам тоа. Земете во предвид дека кога станува збор за општинските проекти, најголем дел беа кај нив, можеби ако нели оној дел или послаба реализација во капиталните расходи беше на некој начин кај нив. Така, општините не реализирале, меѓутоа преку тоа министерство одеше. И затоа сметам дека ако се потребни повеќе детали, јас не можам да одговорам. Можам да одговорам на она што го работи Министерството за финансии. Знаете зошто и вас ве прашувам, затоа што во јуни минатата година вие ги испративте барањата до банките и до финансиските... Со задолжување од владата, така? Да, институции за понуди за кредитирање. Сега, веројатно по логиката на следните чекори, бидејќи некаде во август Министерството за транспорт распиша тендер за техничка документација за брзата пруга, барањето практично не било подкрепено со доволно документи со кои што требало да биде подкрепено и претпоставам дека банките реагирале и барале дополнителни информации. Но на крај вие ќе кажете можеби не, но владата, државата е таа што делумно се обрукала во лицето на тие финансиски институции
и банка. Барањето, вие сте потпишани на барањето, така? Добре. А зошто велите се обрукала? Каде се обрукала државата? Не ве разбрав, се извинувам. Ама ако не требале дополнителни документи, така, ќе добиевте понуди врз основа на кои што ќе можевте да носите и финална одлука. Добре. Вас ви побараа Они сега... во моментот одлучиле дека е така. Утре за друг проект може ќе одлучат нешто сосем друго. Ние испративме податоци, не им биле доволни. Не можете да кажете дека сме се обрукале, мислам, за мене тоа е многу тежок збор. Добро. Дека сме се обрукале, затоа што сепак владата донела одлука. Вие сега, например, со ова што го зборувате, веќе и критикувате цела влада. Владата гласала, не Министерството за финансии, владата гласала. Владата ги разгледала документите, врз основа на документите кои што ги разгледала, каде што нели Министерството за финансии си дало свое мислење. Избрзавте ли? Ајде, еве вака да кажем. Не можам да кажам дали сме избрзале. Јас можам да кажам дека сум дала свое мислење во однос на тоа како треба да тече постапката. Дали било прифатено или не, тоа знае владата. Не можам да се согласам дека кога сме тргнале нешто да направиме, дека така сме отишле без документи имал. Сега велите дека, но факта дека сега се подготвуваат и нови дополнителни документи, така? Да, во Министерството за транспорт. Да. Велите, разгледувате една необврзувачка понуда. Што значи тоа во моментот кога ќе бидат доработени тие документи што се барале? Плюс, дали останувате таа една необврзувачка понуда да ја разгледувате и да продолжите преговори за финална понуда? Или ќе барате повторно и други понуди? Ќе видиме, зависи од ситуацијата. Во моментот имаше една која што беше најповолна од сите останати. И тоа беше поприлично поповолна во однос на другите. Доколку останат тие услови, можеби ќе се донесе одлука да биде таа. Но, видете, многу е неблагодарна. Јас сум сепак човек кој што мислам дека во изминатава година е и повеќе од половина, многу внимателно одговара на прашањата. Мене не ме слушнавте да кажам дека ќе почне во септември, октомври и така натаму. Затоа сум многу внимателна, многу прецизна, не сакам да избрзувам со ништо. Ние во моментот имаме необврзувачки понуди, значи немаме понуди. Кога е нешто необврзувачко на двете страни, така. Сега, како ќе оди понатаму целата, јас не можам да знам. Сега, дајте првин да почекаме да видиме студијата за животна средина, физибилити студијата, што ќе покажат, како ќе покажат. Од искуство, од тоа што ви го кажуваате ви стручните служби овде во Министерството за финансии, реално ли е да се очекува дека годинава ќе се избере кредитор? 2026 да се избере кредитор. Се зависи од тоа Министерството за транспорт кога ќе ги заврши документите. Тука ние како министерство апсолутно, видете, веќе ние како министерство ништо повеќе не можеме да направиме. Банките се јасни кога кажуваат да, нас ни треба студија за животна средина. Ни треба физибилити студија. Ние стоиме на располагање за другиот дел, ако нешто има потреба, меѓутоа ова се документи кои што ги подготвува друго министерство. До каде се постапката, кога ќе заврши, не можам да одговорам на тоа прашање. По информациите кои што вака усно ги добив, треба 270 дена од кога ќе се склучи договорот, ако добро сум разбрала, до изготвување на таа студија. Но ова е повторно ништо што усно. Јас немам писмено, па сега да ви кажам, затоа е најдобро ресорното министерство точно да каже колку време е потребно да се изготви студијата за животна средина и физибилити студијата. Така што тие се едни од битните елементи за да се продолжи нели понатаму. Добро, ве прашав околу тоа дали е реално дека ќе се избере кредитор оваа година. Од одговорот на тоа прашање зависи дали и кога би почнала изградбата, се разбира. Затоа ви велам, не можам ништо да кажам, затоа што се зависи од тие документи. Тоа менува ли нешто за буџетот? Евентуално за ребаланс што ви правеле? Во 2026 година не може да има ништо такво. Затоа што видите, невозможно е. Тоа не е постапка која што ќе трае краток период. Ви имате закони кои што треба да отидат во собрание, да се гласат. Не е тоа. Мислам, и од кога ќе се завршат документите, најпред треба да се види со банката како ќе оди понатаму разговорот. Можеби пак ќе треба да се... А како ќе се избира изведувачот, знаете?
ќе треба да прашате во Министерството за транспорт. На вистина немам информација. Да имав информација, сигурно ќе ја споделам. Добро. Сега сакам да ве прашам за веќе легендарните болници во Кичево и во Штип. Ќе се градат ли и како? Знам дека и таму сакате кредит. Да. Се спомнуваа како дел од тој пакет на потенцијални кредити со гаранција од Обединетото кралство. Во која фаза е таа постапка? Па ние доставивме барања до банките. Некаде на крајот на декември, мислам дека следна недела некаде треба да заврши крајниот рок за доставување на понуди. И тоа вклучени се 3 болници, болницата во Штип, болницата во Кичево и болницата во Тетово. Со тоа што Штип и Тетово треба да се доградат и Кичево цела да се гради од Кичево цела и нели да се обезбеди опрема за сите 3. И колку е проценката дека ќе чини сето тоа? Колку пари барат? Мислам дека некаде беше за сите 3 околу 200 милиони евра, ама сега ќе треба да провериме уште еднаш. До колку банки и финансиски институции побаравте? Исто како минатиот пат. Видете, се што е на листата, тоа е пракса која што јас барам веќе од моите колеги да ја почитуваат, се што е на листата на банки со кои што сме имале било каква соработка или комуникација, да бидат известени. Тука ќе треба дополнителна документација да се обезбедува. Па има, видете, сега повторно е, знаете како? Се зависи од тоа од кого ќе бараат документи. И во конкретната ситуација за железницата. И тука документи има. Документите ни се доставени. Сега дали банките ќе ги прифатат како такви или не, навистина не можам да Добро, зборувам. само кратко во текст со најавата за евентуални инвестиции од Обединетите Арапски Емирати. Го видовме Мохамед Алабар, инвеститорот во проектот Белград на вода, дека бил во Македонија. Па нешто, ама повторно најде како да го наречеме од чаршиски муабет, колку од тоа дека нешто вака. Се зборува за исто обезбедување кредити од Обединетите Арапски Емирати или не? Бидејќи своевремено, кога беше актуелно прашањето со Обединетото кралство, да речеме неколку недели претходно, знам дека имаш изјави од владени представници, лично и од премиерот, дека парите од Обединетите Арапски Емирати се прилично ефтини, дека разгледувате варијанти за влегување во некакви инвестициски циклуси со пари од таму. Јас не сум била ниту на состанок присутна, ниту сум отишла таму, ниту имам било каква комуникација со нив. Меѓутоа, да, некој од министрите, уште кога беше издавањето на еврообврзницата, побара податоци за проспектот, испратија, така што најверојатно се одвива некоја комуникација. До овој момент јас не сум вклучена за да можам да кажам воопшто нешто дека се преговара околу кредитирање таму. Кога зборуваме за кредитирање, а за инвестиции не сум вклучена, но знам дека да и таму се движат работите. Некои министри, што значи тоа? Па сега некои од министрите кои што нели се во комуникација. Добро. Еден од фокусите повторувате дека вие формализирањето на неформалната економија за да ги соберете даноците кои што практично не ги собираме како држава. Исто така да речеме проверките за повратот на ДДВ траат подолго според тоа што го објаснувате поради сомнежи за злоупотреби во минатото и сакањето од ваша страна тоа да не се повторува сега и во иднина. И една од алатките што ги најавувавте како одговор за подобрување на состојбите беше така наречената фактура. Ве видовме на крајот на минатата или почетокот на оваа година на пресконференција заедно со директорката на УЈП најавивте почеток на пилот проект. Сега некако очекувањата беа дека сепак ќе стартува проект, а не пилот проект. Дојде како да дојде уште една најава дека можеби кон крајот на годината по пробниот период ќе стартува сето ова. Доцни ли и ова малку? Не, апсолутно не. Од кога сме почнале, не доцни. Може би доцнело додека да почне целата постапка, се испитува одредени работи поврзани со системите во управата за јавни приходи, колку може да издржи и така натаму. Тоа е веќе прашање од област на дигитализација, но сега проектот апсолутно нема никакво задоцнување. Не било, откако почнал проектот, никогаш не било кажано дека на 1 јануари 2026 година ќе тргне и ќе стартува со фул работа, затоа што тоа е еден сложен процес во кој што се вклучени многу страни.
А оно што е најважно за нас, тоа е дека сето ова треба да се заврши на начин што за компаниите не би се создавале големи оптоварувања. Што значи тоа? Имате вие компании кои што имаат, не знам, можеби по 5 или 10 фактури во месецот и за нив не е проблем. За нив имаме веќе предвидено алатка во рамки на системот како можат да издадат фактура, како да ја внесат во систем и најмал проблем ќе биде. Но имаме компании кои што имаат по, не знам, десетици или стотици фактури во месецот. Еве ке тука е проблемот. Тие компании имаат своји системи преку кои што работат и ги издаваат фактурите. И она што го споменавте како пилот проект е во суштина сега тие компании прво да се врзат со управата за јавни приходи, да го прилагодат системот на многу едноставно нели во моментот кога фирмата ќе издаде фактура, системот да биде врзан со управата, зашто не зборуваме ние за еден систем. Зборуваме за, не знам, можеби 20-30 различни системи за издавање на фактура. Софтверска работа. Така е. И сега возможно е тоа, да, без да влегуваат во нови големи инвестиции фирмите. Сега ние заради тоа работиме сега со IT компаниите, нели тие беа во суштина во повикот, тие беа повикани да дојдат што повеќе да се вклучат, за што побрзо нели да се поврзат со управата, да ги прилагодат системите и да можат и да им ги кога ќе дадат на профункционира компаниите. тој систем, дефинитивно ќе ги оневозможи злоупотребите во делот на поврат на ДДВ. Не е поврзано само со поврат на ДДВ, тука очекувањата се дека ќе има и многу поголема наплата, секако дека ќе видете многу поразлично е кога вие во систем ќе имате евидентирано фактури за се, така? И кога ќе отидете во било која фирма, кога ќе ги правите прегледите, вие имате во системот, имате со што да споредувате. Понатаму системот ќе каже на кој се фактурира. Ако зборуваме за злоупотреби од типот на оној огромен случај, да го кажам, тој е малку покомплексен, не е врзан само со издавањето на фактурите. Тука има многу повеќе работи кои што се случуваат и тој бара и измена на повеќе закони кои што не се поврзани со Министерството за финансии само. Таму е злоупотребата многу поголема. Сега зборувам како човек од област на финансии кој што ајде на некој начин има и доволно искуство во област на ревизија за да може да ги прокоментира овие работи. Но секако затоа управата за јавни приходи работи со US Treasury, тие се постојано таму присутни, имаат и канцеларија во рамки на управата за јавни приходи, кои што работат на различни критериуми или индикатори, како да ги наречам, кои што укажуваат на тоа дали фирмата потенцијално е ризик или не е ризик за понатамошни контроли, што претходно го немаше во управата. Буџет за судство и за јавно обвинителство. Премиерот даде изјави пред известно време дека уште во текот на 2026 како влада сте подготвени да обезбедите зголемување на буџетите за судската власт и за јавното обвинителство. Буџетот за 2026 се донесе, ставките таму се такви какви што си беа предвидени во предлог буџетот, слични на нивото од 2025 година, што би рекло далеку од тоа што судската власт и јавното обвинителство тврдат дека им е потребно, а далеку и под законскиот минимум. Добро, сме го дебатирале тоа со законскиот минимум. Прашањето ми е дали во текот на 2026 судската власт и јавното обвинителство ќе добијат повеќе пари. Она што го кажува премиерот сигурно така ќе биде доколку си постигнат, нели, се разберат меѓу себе. Мислам дека сега законите се во подготовка, Министерството за правда работи. Сега не би знаела на вистина до каде се во детали. Знам дека дававме мислење во однос на законите, сега до каде е целата постапка, не можам да кажам. Секако има ребаланс на буџетот, доколку е потребно и за 2026 година ќе се направат За вас конкретната забелешка беше дека не сте испочитувале до крај процедурата на предконсултации при подготовката на предлог буџетот и второ дека не им одобрувате вработување, а бараат вработување. Не им давате согласности, се извинувам. Видете, кога станува збор за вработувања, јас не можам да се согласам дека баш секогаш не се одобрувале вработувања, но има една работа која што е многу важна да се спомене. Вие кога барате вработување во Министерство за финансии, мора да имате буџет за тоа. Мора да имате средства. А ако вие во рамки на буџетот за ставката плати имате средства, но при тоа секој месец во континуитет исплаќате додатоци на плата за сите,
Сигналот е дека нема да имате пари за плати. Како може Министерството за финансии да обезбеди, од што ќе обезбеди нови вработувања? Јас имам закон кој што се однесува и на мене. Не можам ја така да подпишувам вработување, ајде сега ми текна овде 10, овде 15, а буџет за истото нема. Јавно обвинителство, например, велеа дека не знам што ќе прават, дека немаат сметководител што може да ми ја подпише завршната сметка за оваа година. Ама тоа не е поврзано со вработувањето, кај мене доаѓаше претходниот јавен обвинител. Проблем е сметководител, е проблем на ниво на цела држава. Кај сакате сега да свртиме на телефон? Дека неколкумина информатичари имаат. И тоа е проблем. Еве сега, ајде, ако има информатичари кои што се добри работат, еве нека дојдат во финансии, одма ќе ги вработам. Зошто и јас имам проблем. Види, исто за сметководители. Секторот кој што ми е одговорен за сметководство во рамки на министерството. Пред 2 дена една колешка од кабинет ми вели: "Министерке, ни требаат луѓе, повторно останавме без луѓе во секторот." Ова е проблем секаде, не е поврзано со тоа дали давате согласност за вработување или не. Суштината е повторно се враќаме друга. Дали парите кои што парите одат на куп и се одобруваат како купче. Дали вие ќе ги користите за додатоци или ќе вработите нов човек е на одговорното лице во секоја институција. Јас како министер за финансии не можам да се мешам во тоа. Меѓутоа, кога зборуваме за буџетите, јас не знам, се направи една фама и една хистерија како да сме им скратиле, не знам што, и сега баш ги земав податоците, еве да погледнеме и да видиме што сме им дале ние во буџетите во изминативе години, 25-та, 24-та, и што имале они претходно. Во завршното 2023 јавно обвинителство има 0,42% реализација во однос на даночните приходи. Бидејќи тие се меродавни за мене, но ако сакате и во однос на БДП ќе гледаме, во однос на БДП јавно обвинителство има 0,08. Во 2025 сме им дале 0,09 и 0,45 на јавно обвинителство, а 0,09 е за судска власт. Ако сакате во однос на вкупни приходи, повторно која ќе ги гледаме. Значи, прашањето не е поврзано со актуелната влада. Не е поврзано, прашањето во континуитет трае неколку години. Не трае толку колку што сега се труди да се прикаже дека некој нив ги попречува во работата. Сега Европска комисија во извештајот напиша дека се финансиски зависни од извршната и од законодавната власт. Ама финансиски ќе бидат зависни, како да не бидат. Видете, многу е лошо и ова со терминологијава. Јас не знам, пајде да се јавиме да ги прашаме и другите држави. Којата независност по устав се знае кој има. И таа е уставна независност во делот на носење на одлуките. Како? Па нека печалат самите пари, нека ги трошат како што сакаат. Не може да нема. Видете, ама има законски минимуми одредени кои што не се почитуваат, не само од вашата влада, и од претходните влади. Идејата е дека во рамките на тој законски минимум, ако им го овозможите како буџет, тие би биле, да речеме, независни во делот на тоа како ги трошат парите. Да, има закони за плати, има закони за јавни набавки, има закони за другите работи. Тоа е идејата. Предпоставувам. Да, меѓутоа кога ќе дадете вие повеќе пари, ако приметите дека тие пари потоа се користат за пренамена, за повторно да одат во плати, веќе имаме проблем, така? Јас и минатата година и претходно сум зборувала и кога доаѓале на состаноци. Ветете дека ако одобриме пари за инвестиции, ќе ги користите за инвестиции, а не да ми ги пренаменувате после тоа. Министерка, ама нели е тажно да речеме 5 истражни центри има во јавното обвинителство, сите да бидат направени со пари од донации од надвор. Ние како држава да не сме имале пари, еден центар да финансираме. Па не можам да се согласам, сега да знаев ќе ги земе в буџетите, како така? Имале и едните и другите за капитални расходи, проблемот е што не ги реализирате, сега тоа веќе е друг проблем. Не би сакала да дискутирам и да завлегувам во дискусии сега да зборувам овде пред граѓаните кога не е присутен ни еден ни друг од представниците на судска и на обвинителска власт, ама да поразговараме зашто не ги реализирале капиталните расходи, па сега не можам да се согласам. Што им е и како им било, тие треба да се одговорат, но не можам да се согласам дека немало ниту јас, ниту пак, еве, можам претходно да зборувам, Фатмир Бесими бил, и тој одобрувал. Сега, како велиме народски, нели, криво седи, право збори. Не можам јас сега да зборувам, јас сум им дала, претходно не им дале. Не е така, секогаш во тој дел имале и тоа што го имале на располагање, не го реализирале. Сега, ако очекуваат дека некој друг ќе седне да им ја сработи работата, невозможно е. Но во исто време,
И она што се случувало се некои пренамени за да се користат за плати, што е исто така неприфатливо. Затоа што видите, настанува нефер однос кон сите останати, па не се само они. Утре образование ќе ти рече, професорите исто, па и ние треба да бидеме вака. Докторите ќе рипнат и тоа е во континуитет околу платите, тема која што нема крај. Еве, за тоа го почнавме, како тргнало со тоа ќе го завршиме. Да. Ме сваќате, нека ги дефинираат, ќе ги обезбедиме средствата, еве да видиме дали тогаш ќе можат да си реализираат повторно сами и дека нема да чекаат од некој друг. Но во исто време морам да кажам, треба да се видат податоците, жал ми е сега ги немам кај мене, но ги гледав претходно во однос на вработувањата, да видите колку од претходната влада не им се одобрени вработувања, како паѓа бројот на тоа вработени. Не е спорно, не е да, воопшто спорно. Перцепцијата меѓу граѓаните е дека оваа министерка не одобрува. Ако ќе ги погледнете бројките, ќе видите дека не е така. Но од друга страна има нешто друго. Кога тие ќе почнат да работат, и еве не ме интересира за другото, предметиве на финансиска полиција ќе ги сработат. Кога тие ќе завршат нивната обврска, па ја еднаш да им речам браво секоја чест, еве после ќе се сторат више и 2 години, да им кажам браво, стварно сработувате, сега заслужувате. Добро, благодарам за овој разговор. Ви благодарам и на вас. Почитувани, до крај саботажа, пријато од мене до четврток. Прилично трапавите реакции околу минималната плата го досегнаа зенитот, откако беа обелодените сите партиски и политички сценарија. Не остана ништо друго освен во целост да биде разобличен синдикалниот протест со најневеројатната теорија. Да е најслучено тајмингот кој што избрал да биде во 17 часот кога ќе затемни, за да вака на камерите не може појасно да се видат лицата кои ќе бидат присутни таму. Изгледа надвор од думот тврдењето дека некоја структура се обидува да се крие зад организацијата и масовноста. Ако се има предвид дека ним за малку поради кворумот ќе им паднеше и Конгресот. Тие се толку аут што ниту по 3 години не знаат за што всушност гласале, како на пример за измените на кривичниот законник. Тоа беше, да речам, одлука која што не само што е лоша, дури и неразбирлива. Иако денеска ме прашате, исто не знам која беше целта во однос на носењето на тоа законско решение. Актуелните барем засега знаат, ако не се сигурни ги пременуваат нивните методи на потполно идентичен начин. Практично покажуваат дека ништо поразлично, како и досега. Не треба да изгледа изборот на членови во судскиот совет. Оно што за мене е доста индикативно е да фактот што отскокнува со гласови многу пред вториот и третиот, за мене укажува на политичко лобирање. Мене овој избор малку ме потсетува на изборот на Исламабази за основно за шеф на ОЈОГ, односно обвинителството за организиран криминал и корупција. Не е така само во правосудството, бидејќи дури министрот за администрација кој упорно зборува за некаков мерит систем. Јавно си кажува дека неговите сопартици не се соочуваат со проблемот и не се вршители на должноста, бидејќи на функциите се веќе избрани како најквалитетни и најконкурентни. Вие сте функционер на ЗНАП. Колку ВД директори има ЗНАП? А сега во моментов ниједен. Сите се на јавен однос. Веќе именувани. Но тоа е небитно. Може се, ама не може и не смее да биде небитно. Оти ако му се забележува на синдикатот дека е изграден по наследна и фамилиарна линија, тогаш би требало да е нормално и оттаму да возвратат дека се во земјава се должи на тие семени конекции. Не знам кој го кажал тоа, но татин син го кажал. Сите знаеме преку вас медиумите на каков начин се зборуваше за некое раководство на некоја политичка партија. И на крајот, за една партиска керка, која требаше да спречува дискриминација, ама појавниот блам се повлече. Иако нејзините протежеа до крај останаа да го бранат нејзиното елементарно објективно непознавање со субјективни аргументи. Од тоа што го слушнав вчера, господјата имала инцидент со еден од кандидатите и дошла тука нервозна.
во ми кажаја сега во јавната расправа. Нервозата може да го поремети размислувањето, ама не може да го поништи знаењето. Тоа со или без дискриминација, или го имаш, или не. Или си од партија.